Малолетничкиот криминал завзема голем замав во последните неколку години во нашиот град, како и на целата наша територија. Јас од секогаш сум се запрашувала зошто децата, односно тинеџерите или адултите, наместо да го користат своето скапоцено време за превземање одговорност и секако развивање на моралните и културните вредности во нашето општество, соочувањето со предизвиците на патот кон успехот, се вовлекуваат во малолетничкиот криминал. За таа цел денеска го повикав Мартин Ивановски, кој што е и председател на Унијата на млади во Битола, и заедно одлучивме да поразговараме на оваа актуелна тема, како и да ги изнесеме на јавноста актуелните проблеми и потреби на младите од ваков карактер. Здраво, Мартин, навистина ми е мило што ја прифати нашата понуда да присуствуваш на нашите подкаст епизоди Младите се иднината. Би сакала да те поздравам, да ти честитам за твојата функција како председател на Унијата на млади во Битола. Имајќи ја во предвид твојата работа, знам и сигурна сум дека си во постојан контакт со младите од нашиот град, како и пошироко од целата наша територија. Затоа би сакала да те запрашам што е она што ги поттикнува младите да се вовлечат во малолетничкиот криминал и секако да претераат со конзумирањето на дрога и алкохол. Здраво, Сара. Прво да ви се заблагодарам што ме поканивте на подкастот, да бидам присутен и да бидам гостин да поразговараме на оваа тема, која што стварно е проблематична за младите. Не постои само еден фактор кој што е причинител за појава на малолетнички криминал кај малолетниците. Тука мора да постојат повеќе фактори, како прв фактор кој што би го зел би било семејството, значи воспитувањето и едукацијата и пазењето на развивањето на малолетниците. Прв браник на некој начин е семејството кој што треба да внимава за во тој дел. Тука исто така клучна улога има и друштвото, конкретно другарите, другарките. Тие исто така имат големо влијание врз развитокот на малолетниците. Исто така социјалните мрежи, значи свесни сме денешно време колкаво труење постои на социјалните мрежи, како се користи тоа за негативен развој на децата наместо за позитивен развој. Исто како помали причинители, но сепак и големо влијание кој што имаат е филмската и музичката индустрија. Свесни сме каква музика и какви филмови се произведуваат во денешно време. Исто тука би ги зел и економската ситуација на младите во Македонија и во општина Битола. Така да, како што кажав од почетокот, не може да постои само еден криминоген фактор, тука треба да постојат повеќе криминогени фактори. Така, Мартин, сигурна сум дека веќе со твојот тим сте го отвориле ова прашање во врска со малолетничкиот криминал и посегањето на младите по дрога и алкохол, значи преку умерено конзумирање на дрога и алкохол. Мене ме интересира кои се вашите планови, односно како планирате во иднина да ги развивате решенијата за соочување со ваквиот тип проблеми? Ние како планираме, ние како Унија на млади сили на ВМРО ДПМН Битола, добро познати сме на некој начин за директна едукација на младите, за ширење на позитивна енергија кај младите, да ги оттргнеме на некој начин баш од тие пороци на денешницата, да ги наречам. Наша примарна цел е преку работилници, трибини, панел дискусии, спортски настани, културни настани, општо корисна работа за подобро општество. Наша примарна цел е преку тие такви настани, дејствувања, да ги поттикнеме нашите членови, нашите симпатизери. Сепак ние не сме, како да речем, затворен подмладок, нашите настани се секогаш од отворен карактер, каде што можат да присуствуваат и сите останати млади од Битола. Така да, покрај такви настани, наша замисла е да ги поттикнеме младите да размислуваат право, да се едуцираат, да се надоградуваат, исто така и да имаат добар начин и здрав начин на живот. Ти благодарам за одговорот. Доколку си имал досега некаков контакт со млад човек кој што е вовлечен во ваквите води, или доколку познаваш некој твој близок кој што е поврзан со некој човек што е вовлечен, односно млад човек што е вовлечен во овој малолетнички криминал, од каде мислиш дека потекнува проблемот? Дали мислиш дека се работи за некаква претходна траума, можеби недоволно внимание од родителите, погрешен правец, секако погрешни пријатели, погрешен
ограничен круг на луѓе кои што го обкружуваат ваквиот млад човек вовлечен во овие води. И колку мислиш дека неговиот живот е исполнет и позитивен? Како што потенцирав уште на почетокот, не постои само еден криминоген фактор кој што има влијание за малолетничкиот криминал и малолетничката деликвенција. Тука постојат повеќе фактори и ги наброев. Сепак во врска со дали е на некој начин како последица, како траума заради може би траума како што рече, дали е некоја траума од минатото, јас не би го вклучил тоа на некој начин. Сепак ние како поединци сите имаме клучна улога за развитокот на нашето мислење, на нашите постапки. Пример ќе земаме еден конкретен пример да може да споделиме. Има двајца браќа. Тие двајца браќа се растени од една иста фамилија, фактички од една исти родители. Тие двајца браќа, едниот од браќата се фокусира на правилни вредности, се фокусира да се образова, да се едуцира, да се надоградва. Пример се одбира некоја професија како што е програмирање во денешно време модерно за младите. Додека пак другото дете се насочува на криминални акти, цело време неговиот мозок се развива за такви илегални работи да се обавува. На некој начин може би замислата негова е дека со такви постапки тој ќе стигне побрзо до повеќе пари, до повеќе слава. И сакав да кажам со примерот на некој начин, сите би го земале семејството, ќе речат дека тоа не е доволно воспитано дете, дека семејството е криво, дека родителите не му посветиле внимание или нешто така. Како што ти кажав, има две различни деца. Едни родители кои што ги воспитуваат, финансиската состојба доколку била причинител на некој начин, исто тие две деца, колку што има услови едното дете за растење, толку има и другото дете за растење. И на крајот од денот има различен исход. Значи едното дете ќе стане добар програмер, другото дете ќе стане криминалец. Така да сепак моје мислење е дека најклучно и најповеќе улога во врска со развивањето на криминалниот менталитет кај младите директно кај поединецот виновник дека тој е, дека не имаат влијание и другите криминални фактори, ама сепак поединецот и неговото размислување е клучен фактор. Да, така. Доколку си истражувала оваа тема подлабоко, се надувам дека си истражувала затоа што си во постојан контакт со младите. И како председател на Унијата за млади во Битола, би сакала во оваа пригода да им се обратиш на сите оние кои што моментално се занимаваат со и се вовлечени во водите на малолетничкиот криминал. Тука подразбирам преку умерено конзумирање на алкохол и дрога, кои што навистина не се пожелни доколку сакаме во иднина да ги развиваме културните и општествените вредности во градот, како и на целата наша територија. Да, откако ја добив поканата за да присуствувам на овој подкаст и си направив едно мало истражување во врска со оваа тема и дојдов до некој може да ги наречам како поразителни бројки, дека преку 60 малолетници се осудени за кривично дело во општина Битола и преку стотици се обвинети за кривично дело, така да тие се некои бројки кои што не треба да ги занемарваме ние како град и како држава. Треба да се лоцираат како уште од најмала рана возраст треба да се лоцираат невообичајните појави кај малолетниците за кои што предизвикуваат такви малолетнички криминали, помисла за малолетнички криминали. Од скала од 1 до 10 јас би рекол дека ние како град и како држава се наоѓаме некаде на 6-то место за ваков малолетнички криминал и со ситуацијата во последниот период мислам дека се зголемува таа бројка и дека преминуваме сигурно на 7-то, можеби и 8-то скалило. Така да се надевам дека институциите, конкретно училиштата, Центарот за социјална работа, Министерството за внатрешни работи ќе застанат што побрзо на браникот на некој начин на оваа појава и ќе го спречат развитокот на оваа појава.
Така, Мартин, сметаш ли дека ваквиот тип на млади со малку поинаков мајндсет, ќе кажам, поради тоа што веќе тргнале, скршнале од правилниот пат, дали ти како Мартин, председател на младите, на Унијата на млади во Битола, сметаш дека треба младите да се присилуваат, да се користи насилство со цел да се воспитаат како од страна на Министерството за внатрешни работи, така и од страна на родителите, или сметаш дека треба во замена за тоа насилство да организираме, односно да се организираат во градот па и на целата територија одредени работилници, односно workshops кои би му помогнале натаму на младите правилно да се развиваат или да се вратат во правилната насока? Конкретно за насилството и присилувањето, јас мислам дека не треба на таков начин да се пристапи кај младите. Мислам дека треба самите да се поттикнат за да преминат во подобри води, на некој начин да ги наречам. Конкретно за работилници, ние како Унија на млади сили на ВМРО ДПМН Битола неодамна имавме организирано трибина баш за оваа тема за која што разговараме денес, за малолетничка деликвенција. Називот на таа трибина беше малолетничка деликвенција, причини и последици. На таа тема, на таа трибина, младите се запознаја со кои се последиците и кои се причините за малолетничка деликвенција. Ни ги објаснаа баш на таа трибина и овие факторите кои што се клучна улога за причинители на малолетничка деликвенција. Како што кажав на претходното прашање, сметам дека институциите, доколку се заозбилат на некој начин, да преземат позитивни чекори, мислам дека може подобро да се регулира таа, дека можеме да ја одмалиме на некој начин, тоа е скоро невозможно. Сакам да кажам дека можеме тотално да ја избришеме, не можеме. Малолетничката деликвенција си постои уште од почетокот на светот, па се до сега, така да мислам дека прво што треба да правиме е да гледаме да намалиме таа појава. Која е твојата порака до младите, како оние млади кои што веќе се вовлечени во овие води на малолетничкиот криминал, така и за младите кои што веќе го развиваат тој мајндсет? И како мислиш, со која порака мислиш дека би им помогнале? Мојата порака до младите е да се поддржуваат едни со други. Доколку видат дека некој свој другар или другарка пројавува некои такви малолетнички криминали, појава на малолетнички криминал, да седнат со таа личност, да поразговараат, да го поттикнат за да размислува на позитивни нешта. Пак тука ќе ги земам институциите, исто така се вклучат во тој дел на развитокот на младите. Исто така да се вложува во позитивни нешта, да се надоградуваат младите, да се едуцираат, да се образоваат, да вложат во изучување на нови вештини, да спортуваат, да внимаваат на својата исхрана, која што искрено е на некој начин и причината за која што се почнува за стварање на лоши навики. Така да мој совет е да ги насочиме младите кон подобро, кон поздрава иднина. Република Македонија како држава има многу големо богатство, а сепак младите се најголемото богатство што има државата. Така, Мартин, ти благодарам. За крај уште еднаш би сакала да ти се заблагодарам за одвоеното време и присуството на нашиот подкаст Младите се иднината. Се надевам дека на овој денес одлучивме и заклучивме многу битни и значајни работи кои што ти и твојот тим се надевам во иднина ќе ги обработите и ќе подготвите предлози кои што ќе бидат доставени до одредени институции како во нашиот град, така и во нашата држава. А вас ви благодарам за вниманието. Се гледаме во наредна епизода со нови гости и теми за младите.